И покрај апелите на сите надлежни институции дека палењето на страништата ја загрозува целата околина и воопшто не го зголемува приносот на житните култури, земјоделците во Прилепско продолжуваат со оваа штетна стара навика. Од нова година до денес има околу 130 пожари на отворен простор. Токму затоа беше свикана седница на регионалниот кризен штаб за општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, со апел дека ќе следуваат казни за палењето на старништата. Пред некој ден исто така излезе и МВР. Значи да не палат страништа. Тој апел ќе биде проследен и во писмена форма преку Министерството за земјоделие, подрачни единици од Инспекторатот за земјоделие по сите населени места, инспекторите за сточарство исто ќе ги опомена, сточарите и во писмена форма исто ќе бидат опоменати, со цел овие последици од пожари на отворен простор да ги избегнеме навремено. На овој регионален кризен штаб, освен за пожарите, се разговараше и за поплавите, односно дали се изчистени каналите во полињата и колку тие се подготвени да ја примат целата вода која што ќе надојде во нив напролет. Со години остануваат нерешени некои стари критични точки. За некои се барало решение, а други пак остануваат во старата состојба. Тие се стари точки се стално. Не можеме ние некојаш да кажеме дека Дабничка река нема проблеми да направи, бидејќи стално има се фрла смет, колку да се чисти, постојано се полни. Под мостот на Димо Наредников исто, ете во плана и градоначалникот сега на Султанов го спомна дека се планира уредување на речното корито. Долненска општина исто имаме критични точки. Знаеме дека прошлата година имавме во Лажани, али тука имаме проблеми и со урбанизмо, каде што има бесправни градби и во каналскиот дел на мрежата. Кај Секирци горе исто реката стално наноси има, значи водостопанство тие критични точки во сите оние ресурси што ги има работи. Сега колку ќе сработа и колку ќе ги острана овие и зависи каков ќе биде интензитетот на тие парони дождови. Беше упатена порака дека е потребно поголемо издвојување на средства од страна на државата за чистење на каналите и речните корита, како и поголема координација помеѓу надлежните министерства и институции за да во иднина се спречат овие појави.